Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во нова трета порта, издание на последните случувања на интернет, просторот собран на едно место. Во оваа емисија ќе видиме повеќе теми. Една од нив е референдумот одржан во општината Центар за менување на изгледот на градскиот трговски центар. Имено постојат различни толкувања за самиот референдум, дали тој е успешен или неуспешен, дали се работи за погрешна политичка одлука. Ке видиме и реакции по последните така наречени опозицијски бомби и анализи во однос на нив, како и анализи и коментари на актуелната политичка состојба. Ке видиме и детали за последниот начин на протест на средношколците. Почнуваме со референдумот за градскиот трговски центар кој се одржа во општината. Тој референдум е формално правно неуспешен, бидејќи не излегува доволен број од гласачите во општината. Беа потребни 50% плюс 1 гласач, а излегува нешто околу 40%. Одиме првен со новинарот Бранко Геровски, кој смета дека референдумот е апсолутно неуспешен и тој ги детектира причините за тоа. Геровски пишу: вистината за неуспехот на референдумот за ГТЦ. Одлуката да се свика референдум беше фатална грешка. Бројките тоа недвосмислено го покажуваат. За успешен референдум беше неопходно да излезат близу 22.000 избирачи, 51%, а од нив половината, близу 11.000 да гласаат за задржување на автентичниот изглед на ГТЦ. Дури и без јавна објава, имаше и таква, се знаеше дека ВМРО ДПМН ќе го бойкотира референдумот. Тоа значеше дека иницијаторите за референдумот, Жерновски и поддржувачите, ќе мора самите да обезбедат 22.000 гласови. Познато ми е дека повеќе луѓе го убедувале Жерновски дека тоа е невозможно. Еве зошто. Жерновски е избран со околу 15.000 гласови. Околу 16.500 Центар освои Стево Пендаровски на председателските избори. Во 2011 СДСМ освои 14.380 гласови на изборите. Значи, објективно, потенцијалот на СДСМ во Центар победнички е до 17.000 гласови. Тоа е далеко од потребните 22.000 гласови. Тоа го пишува Бранко Геровски. Еден од оние кои не се согласува со овој став е професорот Ѓорги Спасов, кој вели дека според неговите толкувања, според неговите анализи, референдумот во Центар е успешен и еве ги неговите показатели за тоа. Професорот Спасов својот став го објави на Facebook, а потоа тој став на Facebook беше преземен од повеќе медиуми и преобјавен. Во оваа емисија ќе видиме повеќе такви Facebook статуси кои се објавени подоцна од конвенционални медиуми, и тоа е еден од начините со кои ќе покажеме дека Facebookот станува сериозен медиум, интернет медиум, кој подоцна и се цитира и се презема и од интернет порталите и од останатите медиуми. Одиме со професорот Спасов, кој вели зошто референдумот е успешен. На изборите во општина Центар, независно од бројот на запишаните во избирачкиот список, излегуваат во просек со сите кампањи и кога никој не бойкотира околу 27.000 граѓани. Со мнозинството на гласачи од тој број се добива власта во општината Центар. На овој референдум излегува околу 18.000 граѓани, или 66% од тие 27.000 политички активни избирачи. Од излезените 96,7 гласале за зачувување на автентичниот изглед. Тоа е јасна определба на граѓаните. Тоа се случи во услови кога централната власт го бойкотираше овој референдум. Медиумите блиски до власта го бойкотираа, а и првиот граѓанин на општината Центар, председателот Иванов, го бойкотираше. Затоа успехот е уште поголем. Референдумот е дел од вкупната борба за политички промени, за обединување на опозицијата со граѓанскиот сектор, и тие денес покажаа дека зад нив стојат 63% од граѓаните на општината Центар. Тоа го пишува професорот Спасов. Сега продолжуваме со новинарот Зоран Димитровски, кој пишува дека според неговото мислење референдумот не е успешен. Тој вели дека градоначалникот на Центар Андреј Женовски направил погрешна политичка проценка, но Димитровски пишува и за некои
други случувања кои се поврзани со опозицијските бомби и така целиот настан го врзува со целата стратегија на опозицијата и со можните поделби внатре поврзани околу поранешниот претседател на СДСМ Бранко Црвенковски. Колумната на Димитровски е насловена: "Така ли јунаци ќе го рушиме режимот?" Се работи за еден подолг текст и ќе видиме дел од него. Самиот Жириновски објави преслушувани разговори од бомбите на Заев помеѓу Латасим и Јалков, според кој Црвенковски наводно сакал да го трампа со ДПМН за Стефчо Јакимовски во Карпош. Стефчо да загубел во Карпош, а Владо Тодоровиќ да победил во Центар на локалните избори во 2013. Иако најверојатно се работи за чиста шпекулација од Мијалков, гласините ги демантираше и самиот Црвенковски. Не сум сигурен оти на Жириновски му беше пријатна јавната размена на ваквите шпекулации. Оттаму, референдумот требаше да ја засили и евентуално разнишаната доверба меѓу лидерите во опозицијската коалиција. Јас пак мислам дека довербата ја засилија бомбите, а референдумот само отвара нови страници на недоверба во опозицијските редови. Жириновски минатата недела имаше предреферендумска политичка бомба со нарачаните шамари од Груевски во настаните во општината Центар во врска со протестите за градбата на црквата, како жртва на нарачка на безумно политичко насилство. Немам сомнение, оти тој е чесен и искрен опозицијски борец против режимот. Само не сум сигурен, оти тој добро ги калкулира можните последици од своите политички активности. Ете, тоа го пишува Зоран Димитровски, викан Жоро, така ли јунаци ќе го рушиме режимот. А медиумите повторно објавуваат еден Facebook статус и од него прават вест. Овој пат тоа е Facebook статус на Мирослав Саздовски и има наслов: "Битката за демократијата ниту е, ниту смее да биде завршена." Се вели окей, референдумот не успеа, затоа што оние беа против, решија да ја бойкотираат играта. Но битката за слобода, демократија, просперитет ниту е, ниту смее да биде завршена. Од 13.500 гласови со кои победи Жириновски, 15.500 кои ги освои опозицијата, па се до 16.500 кои ги освои Пендаровски, покажуваат дека Центар е се повеќе слободен. Денешните 17, 18, 19.000 ќе представуваат потврда за овој тренд, кој не само што нема да запре, туку очигледно се прелева и на останатиот дел од државата. Тоа не е мала работа, затоа што демократијата е тешка и макотрпна, но е вистинска. Ете, тој е тој Facebook статус од кого е направена вест. Одиме со Борјан Јовановски, кој референдумот го поврзува со граѓанското движење за зачувување на автентичниот изглед на градскиот трговски центар и вели дека референдумот е голема граѓанска победа. Насловот на колумната на Јовановски е за волците, јагнето, референдумот и Македонија. Во недела се гласаше во Центар. Граѓанска иницијатива Par Excellence доби поддршка од 17.000 граѓани, што никогаш досега не му се случило на ниту еден политичар или политичка партија во оваа општина и покрај целиот финансиски и човечки капацитет вложен во другите изборни операции. Доколку власта не избегаше од овој граѓански предизвик во Центар, таа ќе загубеше со 2:1, нешто што тие многу добро го знаеа и затоа не се не појавија на теренот. По успехот на студентскиот пленум, ова е втор, многу конкретен резултат со кој едно граѓанско движење се потврдува себе си како важен општествен фактор. Стотина ентузијасти со мала или никаква логистика мобилизираа најголема бројка на гласачи кои излегоа да ја дадат својата поддршка за оваа иницијатива. Со овој резултат сметам дека е ставен вториот темел на демократска Македонија, каква што не ја познаваме во изминатите 25 години. Тоа го пишува новинарот Борјан Јовановски. И темата за референдумот ќе ја завршиме со порталот Коза Ностра, значи сатиричен портал кој објавува паравести и кој овој пат направи една хумористична вест која е поврзана со референдумот, а целата конотација ја поврзува и со една друга скопска општина. Значи Коза Ностра пишува:
Тазе доселени аеродромци сакаат референдум за барокен трговски центар Бисер. Иницијатива за локален референдум за барокен ТЦ Бисер поднесува тројца тазе доселени жители на аеродром. Тие се влюбеници во прекрасните цркви на семафорите во аеродром кои потсеќаат на 1000 годишната традиција на населбата, но никако не може да се помират со фактот дека Бисер е застаклен и поплочен со мермер, без ниту грам стиропор и ниту еден столб. Бидејќи центарци очигледно не го сакаат традиционалниот македонски барок, ние ќе се обидеме парите за ГТЦ да не пропаднат и да ги пренасочиме во нашата населба, велат иницијаторите. Значи, да повторам, ова не е вистинска иницијатива, се работи за пара, сатирична вест на порталот Коза Ностра, за некои од гледачите да не помислат дека тоа на вистина ќе се случи. Одиме со реакции по последната опозицијска бомба, така наречена, која се однесува на преслушувањето во Македонија. Имено СДСМ вели дека обезбедиле доволно докази во форма на материјали од, како што велат Министерството за внатрешни работи и Управата за безбедност и контраразузнавање, кои па кажуваат дека власта недвосмислено преслушувала во Македонија. Во тие материјали се објавени имиња на доста јавни личности, политичари, граѓански активисти, новинари и нивните псевдоними за кои СДСМ вели дека биле водени под нив во УБК. Па така лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека тој самиот бил воден под псевдоним Зеко, кажа и други, а меѓу тие кои се објавени е и колумнистот и аналитичар Рамадан Рамадани, кој е воден под псевдонимот Змија. Сега и самиот Рамадани реагира на ова и реагира, може да се каже, така на еден сатиричен начин на неговиот Facebook профил. Рамадан Рамадани пишува на Facebook: светско, а наше, странски служби. И ќе видиме тука дел од коментарите. Странските служби дали го опознаваат така наречен Змија? Па друг корисник му пишува: љубоморен сум ти. И еве уредничката на Фокус, Јадранка Костова, каде Рамадан Рамадани и колумнист му пишува: ај возврати, какви псевдоними би им дал на Горде и Бате, креативен си. И Рамадан вели: да, ќе најдам на Белизе што има некое несакано животно. Ето, тоа е Facebook статусот на Рамадан Рамадани, посветен на опозицијските бомби. Продолжуваме со Facebook и со групата Странски служби, со профилот Странски служби, кој постои на Facebook и каде се објавуваат материјали, често сатирични, од актуелната политичка криза поврзани со прислушувањето. Имено на Facebook оваа група вели дека тие се тие странски служби кои се посочени од власта дека прислушувале во Македонија и стално пишуваат во таа насока, се разбира сатирично и, како што кажав, хумористично. И овој пат странските служби се огласуваат. Странските служби со голема вознемиреност ја проследија последната пресконференција на соработникот ЗЗ, досие Прав и пепел. Ние сме шокирани од искривоколчувањето на вистината и манипулирањето со фактите. И особено злоупотребата на нашата доверба, како и негирањето на идентитетот на нашите комбиња. Сакаме да потенцираме дека ние и само ние стоиме зад масовното прислушување со цел остварување на наша вековна цел, а тоа е разнебитување на Македонија. Ние сме тие пакосни 300 души, грчки платеници, спартанци, кои тајно се шмугнавме во ОБК, преправајќи се дека работиме за Мијалков и после тоа ургиравме да нема посета на Собраниска комисија, ни со најава, ни без најава. А како што кажав, опозицијата овој пат понуди најмногу писмени докази за тоа како се прислушувало. Тие велат дека на тие табели кои ги понудија, дека стојат имињата и начинот како луѓето кои биле прислушувани биле водени во Управата за безбедност и контраразузнавање. Дел од јавноста вели дека може да се каже дека се
исмеа на овој прес на СДСМ, а тоа се оние кои веруваат во владината верзија, во верзијата на власта, за тоа кој преслушувал во Македонија. Еден од нив е новинарот Цветин Чилиманов, кој на својот Facebook профил пишува за еден разговор кој е објавен од опозицијата и во која се ургира од портпаролот на Министерството за внатрешни работи да најде украден iPhone телефон. Па Цветин Чилиманов пишува: а iPhone-от бил од белите или црните? Извинете, немам инспирација дури ни шега да терам со ова денеска, ова колку да речете дека нешто не сум промрчал. Еве дел од коментарите, еден вели: продавам Excel 2020, значи бидејќи табелите на опозицијата беа објавени на Excel. И одговорот на Чилиманов: ова веќе не е за смеење. Дури жал ми падна за црпнатиот што му прават неговите. Дури забележавте дека и на таа новинарката која го потпраша дали ова сериозно се сите докази, не ја свиркаше толпата која му се собира на пресовите. Неколкумина веројатно и си рекоа: девојчето има право, ова е се што имаме. СДСМ го чека сурово будење и трезнење. Тоа го пишува Цветин Чилиманов. А друга аналитичарка и новинарка која вели дека опозицијата, карикирам, оди во пропаст, може би тоа и го има кажано токму така, е новинарката Мирка Велиновска. Таа сега пишува по нападот врз полициската караула во Гошинце, инцидент за кој се појавија доста различни анализи, коментари и информации, за кои и странски медиуми пишуваа дека целиот настан е контроверзен. Сега пишува дека настанот се случува по јавното писмо на поранешниот претседател на СДСМ и на државата Бранко Црвенковски. Насловот на колумната на Велиновска е: Бранко и УЧК во Гошинце објавија пролет во Македонија. Затоа токму сега, непосредно пред Гошинце, запеа и Бранко Црвенковски. Овој пат во соло парче писмо на Бранко до базата. Родоначалникот на марионетската политика на транзицијска Македонија и прва марионетка меѓу марионетките ја излицитира државата во директна спогодба со Вашингтон како парче земја врз која тој има наследно право. Го стори тоа просто, а ефектно, за да седне да договара. Требаше да покаже колку тежи. Тоа го постигна откако со манипулации и магионичарски пропагандни трикови, како и последниве монтировки со телефонски транскрипти на разговори, но и со помош на незамисливо глупавата политика на тогашното државно раководство, признавањето на Тајван е една таква, но и со несоодветното справување со изрежираниот масовен екзодус на косовари, успеа да го изведе Скопје на улица. Сите залапавме свирчиња, Бранко ја постигна целта, Американската амбасада се увери дека Бранко бил Јасер Арафат и има контрола врз палестинците. Ете, тоа го пишува Мирка Велиновска во колумната Бранко и УЧК во Гошинце објавија пролет во Македонија. Одиме со останатите анализи, одиме со новинарот Сашо Ордановски, кој е жесток критичар на владата на Груевски и кој вели дека во еден од неговите говори премиерот Груевски јасно навестил дека е подготвен да употреби и сила доколку е потребно да остане на власт. И насловот е таков: Ордановски Груевски предупреди дека ќе користи сила. До пред 3-4 недели беа сојузници на владата и заговараа враќање во институциите, но се повеќе со Груевски ќе се разговара како со еден класичен диктатор. Тоа нема да бидат лесни разговори и покрај сите спротивставувања и тактики, Груевски само го одлага решението, а при тоа му ослабнува преговарачката позиција. Со тоа се дига цената по која на крај ќе мора да ја напушти власта. Клучно прашање е дали ќе може тоа да го направи без сила и дали власта е решена да примени сила, вели Ордановски. А доста голема прашина во јавноста дигна последната изјава на германската амбасадорка во земјата, која јасно го повтори ставот кажан од американскиот амбасадор
во земјата од висок американски дипломат Ји, кој беше во посета на земјата, како и од представникот на Европската унија во Македонија, а и во ОРАФ, а тоа е дека е потребна одговорност по слушнатите телефонски снимки кои ги објавува опозицијата и дека се потребни оставки за функционерите кои се засегнати во разговорите. Американскиот амбасадор Бели кажа дури и појасно дека за тоа не се потребни политички разговори, дека оставките се паралелен процес кој треба да укаже на одговорноста на избраните функционери. Сега одиме во една кратка анализа по изјавата на германската амбасадорка. Еве, ова е еден од насловите. Германската амбасадорка го замолчи Груевски. Оставки и почеток на транспарентна и независна истрага. Ова се западните политички стандарди според кои треба да почне да се решава политичката криза во Македонија, порачува германската амбасадорка Кристине Алтхаузер. Она што сега го бараат западноевропските и американските дипломати, голем дел од македонската јавност го бара веќе подолго време, смета професорот Денко Малевски. Јасно е дека после овој скандал потребно е веднаш да се понесе политичка одговорност и да се отвори патот за правна разрежница на случајот. Изјавите се доказ дека тоа е патот. Нема друг излез од ситуацијата. Раководството на владеачката партија толку му должи на народот и на државата да го повлече тој потек, а не да ги зацврстува позициите со конгреси и нешто слично што може понатаму да ја продлабочи кризата, објаснува Малевски. Ете, тоа е тој текст, таа кратка анализа по изјавата на германската амбасадорка. А реакциите во јавноста по една друга, така наречена бомба на СДСМ не стивнуваат. Тоа е по она во која СДСМ вели дека се слуша новинарката на Сител Ивона Талевска, како зборува за парите кои требало да бидат префрлени на фирмата Визарис за набавка на медицински апарати. Во разговор се слуша како Талевска вели дека треба да ја бидат префрлени 1.300.000 евра и дека таа тешко може да живее со плата од 1.500 евра месечно. Одиме со новинарката Офелија Димковска. Сега Димковска вели дека таа не можела да остане рамнодушна на таа информација. Насловот: не можев да останам рамнодушна на милионите на Ивона и на ситнишот од 1.500 евра месечно. Јас како новинар со диплома од интердисциплинарни студии по новинарство и повеќе годишен работен стаж на повеќе работни места, не можев да останам рамнодушна на милионите на Ивона. Никако. Не само на милионот кој ќе го чека како мечка во пештера, дупка или некое слично место, туку и ситнишот од 1.500 евра кој месечно влегуваа во джебот на уредничката на Сител и вечер, за тој за кој таа не работи, туку одработува, што е суштинска разлика. Ивона, девојчето од екраните на Сител, со конјско опавче и перлонска бела ролка, одеднаш сваќа дека со тој ситниш не може да се купи кола и стан. Па таква лакома, не е принципиелна, со набоси тон се прашува што да прави со малкуте пари плюс женско била, замислете. Како ќе гледа утре дете со тој ситниш, како ќе се купи стан и кола. Не кажува дека многумина незини колеги, многу поголеми професионалци од неа, таа плата не може да ја заработат ни за 6 месеци, токму поради тоа што работат, а не одработуваат. Таа истата Ивона не кажува по кои критериуми и систем на вредности баш неа треба да ја легнат милионите на сметка за мечката да излезе од дупката и да се разбашкари на скопското пролетно сонце. Тоа го пишува новинарката Офелија Димковска. Продолжуваме со колумна на Трајче Панов, посветена исто така делумно на оваа тема. Колумната е насловена "Чувари на сопствениот криминал". Трајче Панов вели дека ако некому се уште не му е јасно или се обидува да ги држи очите затворени, за пари се работи и за одбрана на тие пари. Колку ли граѓани во оваа напатена земја виделе 1.500 евра месечно? Колку од нив всушност ќе заработат некогаш толкава пара? Никогаш. Но разгалените разгоропадане себичњаци не се тревожат многу околу тоа.
Со 1500 евра не се живеело. Сега е моментот да се заработело за воиднина. Политиката и јавната функција е сведена исклучиво на алатка за лично богатење, за хранење на сопствениот хедонизам, за создавање сопствена оаза во тажна пустелија наоколу. Личниот интерес и себичната бескрупулозност се наметнува како норма. Власта се оценува според тоа кој колку лично се офајдел од државните јасли, а поделбата во класа и помеѓу профитерите е очигледна. Тоа го пишува Трајче Панов. Емисијата ќе ја завршиме со уште две теми. Една од нив се несрекните случаи кои се случуваат на пругите на македонски железници и во кои гинат голем број на мигранти кои поминуваат низ Македонија. Еден од тие случаи е последната несреќа во која загина навистина голем број на тие бегалци на пругите кои ги оставија таму животите и за кои реагираат новинарите на јавно во медиуми. Одиме со Елизабета Секирарска со нејзин статус. Аман веќе. За 24 часа огромен број луѓе загинаа на пруга. Мора да има начин да се действува. Утрово пак читам нова група очајници на патот кон можноста за среќа. Не знам во моментот што да речам, освен со тага човечка, длабока и мачна да си помислам дека тоа се нечии деца, родители, цели семејства кои во бек од злото гинат во оваа тажна земја. Оставам простор да не сум во тек, нели? Но никаде не прочитав дека такви погибии се случуваат во други земји, а и да се случуваат, па тоа не смее да биде алиби за немање сенс за сериозно разбирање на проблемот на овие кутри луѓе, осудени на несреќа токму кај нас. Мора да има начин да се действува, да се помогне, да се спречи. Греота е, болно е, мачно е. Речи се секојдневно да се бројат души човечки кои својот пат го завршуваат безпомошно, како да не заслужуваат право на живот. Тоа го пишува Елизабета Секирарска. А во иста насока оди и новинарот Бранко Тричковски, кој исто така повикува на одговорност на надлежните за овие смртни случаи. Македонија е одговорна за трагедијата со 14 бегалци. Толкаво количество на безчувствителност е неподносливо. Со месеци, да не речам со години, Македонија ги остава луѓето кои бегаат од војните и нестварените маки во своите држави и региони на милост и немилост на судбината. Да пешачат и во најтешки временски услови до границата со Србија, неретко со мали деца, болни и изнемоштени, со сосема незначителна помош на околното население. Таму, па кај што државата ќе се допре со бегалците, таму нивните страдања стануваат уште пострашни во македонските мачилишта што функционираат како бегалски и азилантски центри. Толкова количество на безчувствителност е неподносливо. Имам впечаток дека ќе не стигне некоја божја или космичка правда која ќе биде многу тешка за нас, пишува Тричковски. И емисијата ќе ја завршиме како што спомнав на почетокот со средношколските протести и со се она што се случува таму. Одиме сега да видиме кратко една галерија направена од вестникот, од неделникот Фокус и нивниот портал за кампувањето на средношколците пред Министерството за образование. Еве таа галерија. Значи, ова се нокни фотографии, може би не се гледа толку јасно, но сепак може да се долови атмосферата, која може да се види дека и покрај кампувањето надворно отворено е прилично весела. Ете, тоа се фотографиите на средношколците и завршуваме со колумна на Горан Михайловски, со неговата позната "Сакам да кажам", редовна колумна и со делот кој се однесува на средношколците и на нивните напори да се сретнат со министерот за образование Абдулаким Адеми. Горан Михайловски тоа го кажува на свој сатиричен начин.
Колумната е насловена Јавленија, значи, веројатно мисли на богојавленија. Го мола Махмети да ја каже на агендата да му дозволи на министерот Адеми да ги сослуша средношколците. Те молам агендо, дозволи му на министерот Абдулаким Адеми да ги прими средношколците и да ги сослуша што имаат да кажат. Поминаа 2 недели од бојкотот на наставата и 18.000 ученици веќе имаат изгубено над 1.000.000 часови. Ке им се зафркнат и годината, и матурата, и сведителствата, и уписите по факултетите. Средношколците што од понеделник најавуваат дека ќе седат ден и ноќе пред министерството да чекаат агендата да му даде дозвола на министерот, се обраќаат на погрешна адреса. Треба да го повикаат лидерот на ДОИ, Али Ахмети. Оти кај нас не важи дефиницијата дека министерот е слуга на народот. Кај нас министерот е слуга на лидерот на партијата. Нека испрати средношколскиот пленум една делегација до Мала Речица со молба до Али Ахмети да ја каже на агендата да му дозволе на министерот од неговата партија да ги прими средношколците. Па и тој бил студент, Белки се сеќава како му било кога сакал да го сослушаат. Толку ли се неважни судбините на најмалку 18.000 семејства и над 1.000.000 изгубени часови настава, наспроти само 1 час на министерот. Тоа е пораката на Горан Михајловски. Почитувани, ова е последен материјал од оваа трета порта. Емисијата следете секоја среда во 19 часот и 15 минути и не ја заборавајте нашата Facebook страница на Трета порта каде можете да ги оставите своите коментари. Не го заборавајте нашето мото, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика, а дотогаш останете и со програмата на 24 вести.